Ќе има ли одговорност за поставување на двојазичните табли во градовите каде што согласно законот за јазици нема 20% албанци? Лидерот на СДСМ Зоран Заев во телевизиска емисија призна дека во Прилеп и Кавадарци раководителите на албанската заедница направиле грешка и таблите биле тргнати. Лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски пак му одговори на Заев дека таблите биле свесно поставени, а истите ги тргнале зашто граѓаните веќе ги искршиле револтирани од двојазичноста. Во Гевгелија има табла. Таму нема 20%. Па тргнете се. Има 0%. Ама зашто зашто ја ставиле? Заради тоа што некој направил грешка, кога се менува таблите направил грешка. Во Прилеп имали. Па грешка ќе биде тргнен, нема 20%. Так, во Кочани па грешка направиле. Така. Тргната е истиот ден која е многу грешки господине Заев. Па многу само грешки. Дел од институции каде што има раководители од албанската заедница. Знаете ли зашто се тргаат? Ги кршат луѓето. Алфа праша и во владата дали некој ќе понесе одговорност, но до емитување на овие вести одговорот таму нема. Мицкоски го предупреди Заев дека власта не ги почитува препораките на Венецијанската комисија за законот за употреба на јазиците. Клучната забелешка според него е што комисијата реагира за повреда на процедурата во парламентот, а не за содржината на законското решение. Суштинската забелешка на Венецијанската комисија е процедурална препорака. Е процедурално, односно вели процедурата парламентарна не е застапена и велат на начин на кој што се прекршени деловникот, законите, е усвоен овој закон. Настрана, они не навлегуваат во уставниот карактер, дали е тој уставен или неуставен. Туку они велат процедурално, процедурата не е застапена. Понатаму велат е нефункционален во примената. Зошто? Затоа што во судовите нема да се примени и така натаму. Што правиме сега ние? Создаваме хибрид, за да задоволиме фрустрација, а при тоа имплементација и спорака имаме нула. За ден денеска, она што е донесено, еве веќе во примена, никој не изгубил ништо. Добија граѓаните албанци кои што имаат право по устав да го потребат својот мајчин јазик, албанскиот јазик. Концептот едно општество за сите ги дава резултатите. Денеска граѓаните албанци ја чувствуваат својата земја, за своја земја многу повеќе отколку порано и треба да продолжиме во тој правец. Контраверзниот закон за употреба на јазиците за кој Венецијанската комисија имаше низа сериозни забелешки околу неговата применливост, ги подели коалициските партнери, додека од СДСМ ветуваа дека ќе се имплементираат препораките на комисијата, од ДУИ им порача дека измени на законот ќе нема, оти за тоа немало расположение кај албанските пратеници. Венецијанска оценува дека во одредени области новиот закон може да оди премногу далеку со наметнување на јавните институции на нереални правни обврски, особено во врска со употребата на албанскиот јазик во судска постапка, придружено со тешки санкции во случај на непочитување за промена на судските решенија ако има недостиг на превод и толкување во текот на постапката. Според мислењето на Венецијанската комисија, овој пристап би можел значително да го забави функционирањето на целото правосудство, ризикувајќи сериозни нарушување на правото на фер судење, загарантирано со Европската конвенција за човекови права. Комисијата понатаму забележува дека законот за јазици не е прецизиран кои одредби важат само за албански, а кој исто така и за другите јазици на заедниците.